Во пепел е половина век стариот зелен заштитен шумски појас на Кочани. Од безмилосно уништената борова шума останаа само јагленисени стебла. Ветрото доутринава од време на време разгорува одделни недоизгаснати делови. Дежурните екипи од шумското стопанство осогово веднаш ја санираа состојбата. Па овде беше парило го контролираме и тоа. И сега имаме група доле, група од една страна го закружено целото и мора да дежуриме додека да се види. Ова е моменталната состојба, тоа е. Дека покажат и ветер го раскара, разнесе и мора така да контролираме да бидеме тука, нали, на место. Јагленисаната површина е на помалку од 50 на метри од првите куќи од градската периферија. Стравот, доживеаниот стрес и вознемиреноста се уште е присутна кај нашите соговорници. Минатата ноќ за нив е најстрашна во нивниот живот. Многу чур, унатре многу задушно со децата и така. Многу тоа беше многу страшна работа. Кога гледате огино до 100 метри од вас? Многу огин се исплашиме со куќите да не се запале нешто, дечињата ги разбегаме од тука, колите, нешто така робата прекараме и така, ама тоа многу беше со еликоптери нешто угасна, елките гореше, опасно беше. Поголем дел од испенечените граѓани ноќта ја поминале на отворено. Не бееме, па не бееме. Почна тука огин да дојде, да се запали. Целото градот да се запали. Ние трчаме, вигнаме пожарната и тоа цистерната дојде. Уште сте вознемирени? Да, плашаме се, уште плашаме се ние. Цела ноќ не сме спале, до 1:30 беше ја надвор. После 1:30 толку не сум испатнала више надвор. Ама децата се исплашија вчера цел ден, многу. Какво беше чувството кога ќе видите оган тука на 50 метри? Многу лошо беше чувството. Да ти кажам правилно, многу лошо беше чувството. Не ќам ни да мислам за тоа. Синоќешната огнена стихија, една од најголемите во историјата на општината, ја гаснеа 10 противпожарни возила и 30 пожарникари од 5 општини, како и хеликоптер на армијата на Република Македонија. Со 5 пожарникари и едно возило во сузбивањето на непогодата учествуваа и штипските пожарникари. Активно се вклучивме во гаснењето на пожарот, се работи за комплициран пожар каде што беше зафатена борова шума, значи висок пожар. Што можам друго да кажам, дека успешно успеаме да се справиме со дадената задача и теренот кој што ни беше доделен навремено го локализиравме и изгаснавме. Надлежните ги утврдуваат штетите, но и причината за опожарувањето на 150 хектари борова шума. Неофицијално виновник е човечкиот фактор. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев упати благодарност до сите кои несебично помогнаа во гаснењето на големиот пожар. Морам да истакнам дека овде беше и местното население кое масовно се вклучи, јавното предпријатие со голем дел од вработените и со целокупната механизација, национални шуми, дел од вработените од локалната самоуправа и навистина ова прилика ја користам да искажам огромна благодарност за сите кои што на било кој начин дадоа допринос во спречувањето на ширењето на овој пожар. Апелот од Илиев и надлежните до граѓаните да посветат поголемо внимание за да не се повтори ситуацијата останува на сила. Во меѓувреме, оваа огромна земјана темна дамка над Кочани е опомена за сите. Во време на екстремно високи температури да се избегнува било каква активност поврзана со оган на отворено.